Францускиот претседател Емануел Макрон бара договор меѓу Македонија и Бугарија до крајот на јуни. Македонските власти молчат кои ќе бидат следните потези. Прашавме дали веќе постојат подготвени барања за интервенција во францускиот предлог кој беше одбиен од премиерот Ковачевски или пак се подготвува предлог од наша страна за крај на овој спор. За жал, засега не добивме никаков одговор. Поздравувајќи одлуката на бугарскиот парламент да го прифати францускиот предлог и втор пат во 2 дена, нарекувајќи на северно македонци, Макрон порача дека се надевал на договор меѓу Македонија и Бугарија до крајот на овој месец. Ќе продолжиме со ова. Ги имаме преговорите со бугарските и северно-македонските колеги да се најде решение и постигне договор во следните неколку дена и сите се подготвени тоа да се формализира. Би сакал да им се заблагодарам на бугарскиот премиер, коалициските партнери, но и опозицијските партии кои тоа го изгласаа. Честитки за Македонија на напредокот. Се уште има работа да се заврши, но ова сепак е напредок. Ваквата порака на Макрон доаѓа од како Македонија барем засега доживеа уште еден неуспех кога е во прашање стартување на преговори за членство во Европската унија. Запрашан дали размислува за оставка поради новата европска блокада, министерот за надворешни работи Бујар Османи порача дека било прашање дали ова е нов неуспех. Прашањето на успех е релативно, зависи што значи успех. Дали е заштита на интересите на државата, државните позиции е успех или нешто друго. Ние не го квалификуваме ова прашање како црпно бело прашање на успех и неуспех. Ова е наша безалтернативна борба да станеме членка на Европската унија, при тоа запазувајќи ги државните интереси и интересите на граѓаните. Премиерот Ковачевски пак порача дека ваквиот француски предлог не е прифатлив, но дека Македонија е подготвена да постигне договор со Бугарија до крајот на овој месец. Предлогот во ваква форма, каква што е во моментов, е неприфатлив за мене, за председателот на државата, за владата, за коалиционите партнери и за граѓаните на Република Северна Македонија. Доколку во текот на француското претседателство се постигне разбирање за нашите позиции, ние сме подготвени да се вклучиме во разговори за истите, за да се започнат преговори до крајот на јуни. Проблем за нас во овој момент секако представува цврстиот бугарски став околу спорот со Македонија, кој во Бугарија речиси едногласно прифатен од сите политички фактори.